Кога Русија ја нападна Украина во февруари минатата година, рускиот председател Владимир Путин вети дека ќе го освои главниот град Киев за 3 дена. 18 месеци подоцна, тоа се уште не е случај и покрај тоа што Кремљ потроши повеќе од 60 милиарди долари на војните напори, вели Гери Шмидт од Институтот American Enterprise, think tank организација со седиште во Вашингтон. Сите во основа гледаа во тоа колку пари Кремљ фрла на руската војска, велејќи тие ќе имаат вистински капацитети. Експертот за стратегија и безбедност на Атлантскиот совет Јан Бржежински верува дека инвазијата на Украина била дизајнирана како краткорочна кампања, која сега е вовлечена во одбрамбена тепачка. Сега тие се бранат. За жал им беше дадено многу време да копаат и да утврдуваат и да постават мински полиња. Тоа не е борбена сила од светска класа, но е значајна сила. Денес руската армија има околу 1 милион војници. Шмидт вели дека поради загубите во Украина и покрај нејзината мобилизација, големи делови од армијата не се подготвени за борба. Тие некогаш беа голема сила кога беа во прашање оклопните операции и излегува дека повторно без комбинирани оперативни способности, без логистика неопходна за да се изврши тоа и без комбинирана употреба на воздушната сила, таа голема сила едноставно не постои. Бржежински вели дека конфликтот во август 2008 година во Грузија ги откри слабостите во дисциплината, командата и структурата на руската армија. Тоа беше лоша изведба и Путин вети дека ќе ги промени работите и тој се запати со план за воена модернизација која траеше 10 до 15 години. Москва почна да ги префрла своите сили во модернизирана, покомпактабилна армија, усвојувајќи баталионско-тактички групи од западен стил. Но Шмидт вели дека тоа исто така е компрометирано. Се дало приоритет на квантитетот пред квалитетот, а војното раководство ги преувеличувало способностите за да им се допадне на политичките лидери. Реформите, вели тој, не биле толку ефективни. Значи најголемиот дел од парите наменети за подобрување на војската се потрошија во џебовите на генералите и изведувачите. Денес Русија се соочува со проблеми во Украина и само со зајакнувањето на бројот на војници нема да помогне и нема да и биде лесно, вели Филип Бридлав, пензиониран генерал на американските воздухопловни сили, кој беше главен командант на НАТО од 2013 до 2016 година. Ако мислите дека Русија е целосно завршена, грешите. Имаат многу поголема способност, но ќе биде потребно огромно политичко поддигање за Путин да продолжи да повика сили и да направи некои од работите што можеби ќе треба да ги направи. Експертите за Гласот на Америка велат дека чекаат да видат како борците на Вагнер ќе одговорат по смртта на нивниот лидер Евгений Пригожин, кој загина во авионска несреќа за која се верува дека била организирана од Путин.